Те вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Подпредседателот на Собранието, Салим Сулеймани, си поднесе оставка од оваа, како и од пратеничката функција. Сулеймани во исто време ја напушти Алијанса за албанците на Арбен Таравари. Со овој чин, следниот што ќе дојде на местото на Сулеймани е пратеничка од Беса, со што крилото на Таравари ќе остане само со 4 пратеници. Пратеникот на Алијанса на албанците од крилото на Таравари, Салим Сулеймани од Струга си поднесе оставка од пратеничкото место, но го напушта и Таравари. Ова е прв пратеник од крилото на поранешниот министер за здравство кој отворено не се согласува со својот лидер. Оставката на Сулеймани носи пак плюс пратеничко место за владеачката вреди. Според листата на коалицијата од парламентарните избори, следа на листата е докторката Валбона Адили Емини, кадар на движењето Беса. Со ова вреди наместо досегашните 9 пратеника, ќе брои 10 пратеници во новото парламентарно мнозинство по заменувањето на Таравари. Алијанса пак засега е на 4 народни избраника. Во објавата на својата оставка, Сулеймани вели дека Алијанса на албанците и тој влегле во коалицијата вреди поради промени и да ја врати правдата кај албанците како антипод на, како што пишува, трулата структура на ДУИ. За жал, она што го видовме во последно време е целосно отстапување на Алијанса за албанците од овој политички дух. Оваа акција за мене е неприфатлива, бидејќи не можам да бидам дел од сојуз кој не е формиран поради најдобри политички интереси и со луѓе споменати во меѓународната црна листа за вмешаност во корупција, напиша Сулеймани на Фејсбук. Сулеймани беше еден од пратениците што не беа присутни на минато неделниот состанок во Тетово, каде Алијанса одлучи да замине во опозиција. Таравари тогаш тврдеше дека тој сепак е во неговото крило и бил на ручек со него непосредно пред председателството, но не дошел поради лични обврски. Пред Сулеймани отворено против Таравари застана и поранешниот министер од неговите редови, Азер Алију. А чекорот за оставката на министерот не ја следеше и вториот министер од Алијанса на албанците, Арбен Фетај. Тој засега останува во кабинетот на Мицкоски. Против Таравари се изјаснија и неколку членови од раководството на ова крило на Алијанса. Премиерот Мицкоски пак денеска му испрати порака на Таравари дека набрзо и ДУИ ќе му се заблагодарат кога ќе видат дека е политичар кој менува страни поради подобра понуда или пак уцена. Му порача на Таравари дека и покрај тоа што ќе бара да се врати во владата, нема да има место за него. Тоа што ДУИ го бара од него е да објави дека на листи на советници ќе оди сам, за да можело Демократската унија за интеграција да брои советници повеќе во однос на Влен, доколку тоа се случи, иако убеден сум дека и тоа нема да се случи. Замислете каква стратегија. Како бројот на советници да треба да ме убеди мене дека треба да ги земам од Демократската унија за интеграција во владата, а не принципи, програма и заеднички цели. Зарем тие мислат дека јас ќе заборавам како Бујар Османи го продаваше мојот македонски идентитет. Но тоа е што е. Владата продолжува уште појака и уште побединета во оваа следна фаза на наше организирање. Од вреди пак велат дека јасно е дека структурата на Таравари се распаѓа. Обидите на ДУИ преку Таравари да предизвикаат земјотрес во нашата коалиција завршија како политички бумеранг. Не само што не поколебаа, туку не направија уште посилни. Вреди е новото лице на политиката, ние не се плашиме од старите шеми, напротив, токму вреде и земјотресот што ќе го сруши трулиот систем на ДУИ. Велат од вреди. Според најавите во наредните денови се очекуваат нови политички потези и кадровски решенија. И меѓути Касами тврдја дека засега албанскиот партнер во владата ги задржува своите позиции. И од ВМРО ДПМН неофицијално велат дека новиот министер за здравство ќе биде од редовите на вреди. ДУИ пак се уште обвинува дека владата била моноетничка и дека вреди не ги заштитувала албанците. Што се однесува до така наречените остатоци од Влен во владата, јасно е дека никој не ги прашува, ниту пак им бара мислење за каква била институционална одлука. Тие немаат ниту влијание, ниту авторитет. Единственото што го прават е со срамна тишина и покорност да ја легитимираат оваа дискриминаторска влада, реагираат интегративците. Вчера и нивниот лидер Ахмети го обвини премиерот Мицкоски дека ја дестабилизирал државата со антиалбански политики. Тој пак денеска Ахмети по локалните избори го испрати во политичка пензија. За времето кое го живееме. Премиерот Мицкоски во своето последно јавно обраќање повторно се впушти во опасна реторика на поделба и дискриминација.
Овој пат насочена кон албанците реагираат од ДУИ. Во моменти кога губи поддршка дури и од своите најблиски сојузници, тој повторно се обидува да го одредува кој е прифатлив албанец, а кој не. Пракса што историски подсетува на најмрачните денови од 90-тите кога оваа политика беше промовирана од Милошевиќ. Наместо да се фокусира на реформите што ги вети, на приближување кон ЕУ, економска стабилност и почитување на етничката равнотежа, Мицкоски продолжува со националистичка агенда која има за цел да создаде подредени албанци, послушни, неми и декоративни, реагираат интегративците. ДУИ, партијата која претвори Македонија во своја приватна компанија, сега се дрзнува да зборува за поделби, возвраќаат од ВМРО ДПМНЕ. Истата таа ДУИ, која 20 години ги делеше албанците на наши и непријатели, македонците на корисни и непослушни, државата на нивна и втора класа. Но нема повеќе молк пред криминалот и ароганцијата. Денес, кога државата конечно се ослободува од канџите на мафијата на ДУИ, нормално е да викате: ви пречи што нема повеќе тендери по телефон, што судии не ви слугуваат, што обвинителите не ви се соучесници, реагираат од владачката партија. Со своја реакција на случувањата се јави и вице-премиерот Арбен Фетаи од крилото на Таравари, но тој не си даде оставка. Напротив, Фетаи вели нема да дозволи ДУИ да се врати како ништо да не се случило. Дашил Мич, симпатизант за ју Антон. Денес, речиси една година подесна, имаме иста храброст, иста визија. Но денес не можеме да живееме во минатото. Мора да ја изградиме и нината со истрајност, со достоинство. Членството зборува, гласачите зборуваат, гласно, јасно, со барање за правда и за чист пат. И денес ви велам, со цела увереност. Јас сум тука, покрај секој од вас, што не го прифаќа понижувањето на нашата надежд. Нема да дозволиме ДУИ да се врати, како ништо да не се случило. Тие морат да се соочат со вистините, што ги избегнуваа 2 децении поред. Премиерот Мицкоски при денешното обраќање на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ најави дека секој што нема да се исполни обврската или ќе застрани од програмата ќе биде сменет. Тој најави промени кон крајот на годинава или почетокот на следната. Мицкоски убеден дека на локалните избори ВМРО ДПМНЕ ќе биде апсолутен победник. Веднаш после редовниот конгрес кој што ќе се одржи на крајот од оваа година, најдоцна почетокот на следната година, ќе има големи промени во партијата и во владата. Кој ќе се покаже со својата работа ќе остане. Но тие што нема да ги исполнат очекувањата на граѓаните, ќе ги поздравам и ќе им се заблагодарам. Ќе ја санкционирам како претседател на владата секоја забеганост. Ќе ги разрешам сите оние кои ќе не посрамотат како структура и како луѓе. Примерот за промени мора да го дадеме ние. Какви придобивки има Македонија од стратешките партнерства како тие со Соединетите Американски држави, Турција, Унгарија, па и најновото со Велика Британија? Има ли земјава капацитет правилно да ги искористи парите? Анализата има Даниел Василев. Стратешкото партнерство со Велика Британија, кое идната недела вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски ќе го потпише во Лондон, е последно во низата кои државата ги има ратификувано со други држави и организации. Ваквиот договор со Соединетите Американски држави е можеби најважниот меѓународен договор за државата, иако тој дојде како утешна награда за грчкото вето во Букуреш за влез во НАТО. Стратешки партнерства за различни области Македонија има потпишано и со Унгарија, Турција, Европската Унија, Азербејџан, Швајцарија. Последниот со Велика Британија ќе значи вбризгување на 6 милиарди евра во македонската економија, иако барем засега непознати се условите под кои ќе ги добиеме овие британски пари. За првиот човек на владата, стратешкото партнерство ќе донесе револуција. Ова е договор кој ќе донесе инвестициска револуција во државата. Еден вистински историски инвестициски циклус со кој Македонија ќе работи, ќе се гради, ќе се развива, ќе напредува. Но колку на вистина Македонија може да има бенефит од еден ваков договор? За политичкиот аналитичар Петар Арстовски, форматот е добар, но потребна е содржина во него. Стратешките партнерства како формат се добри за државата, но тие треба да се пополнат со содржина.
Ние сме имале случаи на стратешки партнерства кои не сме ги искористиле доволно. Изгледа дека ова стратешко партнерство има конкретни точки кои треба да ги исполни, но сепак ќе зависи од капацитетот на двете влади да го исполнат целосно и од тоа да знаеме што да побараме, што да добиеме и каде тоа да го вложиме. Арсовски сепак вели, македонската јавност се уште нема доволно информации околу парите кои државата ќе ги добие од Велика Британија. Стратешкото партнерство е рамка. Со што ќе ја исполниме таа рамка зависи од тоа што ни е потребно и што сметаме дека најбрзо ќе ни ја раздвижи економијата. И голем заем не е проблем, и враќање на заем не е проблем, под услов тој да се искористи продуктивно, односно да ја раздвижи економијата. Додека не видиме кој е планот на владата како да ги искористи тие средства и тоа стратешко партнерство, тешко е да се предвидува како тоа ќе излезе на крај. Попишувањата на британските медиуми дека Македонија е една од земјите во кои би можеле да се градат мигрантски кампови за прием на азиланти кои ќе бидат одбиени од Велика Британија, добивме демант од британскиот амбасадор во земјава. Сега и премиерот на прославата на Унијата на жени на ВМРО ДПМН зборуваше за ова прашање, но тој смета дека опозицијата ги користи овие прашања за политички цели. Замислете, седнале, анализирале и во паника, и во агонија, некои од нивните генијалци измислиле, ќе граделе мигрантски кампови. Нешто кое на памет ниту ми паднало, ниту пак некој побарал од нас. Откако Николовски ќе го подпише договорот, тој треба да биде ратификуван во македонската влада и собрание, но и во британските институции. Детали од договорот, условите за добивање на британските пари и начинот на инвестирање се очекува да бидат познати кога тој ќе влезе во собраниска процедура. Даниел Василев, Сител телевизија. 5 здравствени објекти, меѓу нив и медицински факултет и дом за студенти ќе се градат од британските пари. Што ќе се доградува, што ќе се гради од темел и колку би чинело, одговори бараш Александар Динев. Идната недела ќе бидат познати деталите. Кога повторно ќе почнат градежните активности, колку ќе чинат и кога конечно ќе бидат функционални новата клиничка болница во Штип и болницата во Кичево, кои се дел од здравствените проекти од стратешкиот договор со Велика Британија за 6 милиарди евра. Прво изградба на клиничка болница во Штип, која што после клиничкиот центар во Скопје треба да е најголема во Македонија. Второто изградба на медицински факултет, комплетно нов, тоа е во делот на образованието. И трето е студентски дом кој што би бил во поддршка на медицинскиот факултет со најмалце 200 легла. Понатака четвртиот проект е целосна реконструкција на клиничката болница во Тетово. И петиот проект е изградба на нова болница со нов здравствен дом во Кичево. И исто така во Кичево 30 години се чека нова болница. Ова ќе значи завршување. Ова се 5, би рекол, пилот проекти, кои што доколку се реализираат како што би требало, амбицијата е во втора фаза веќе да размислуваме и за други региони, да размислуваме и за Охрид, да размислуваме и за Битола, да размислуваме и за Прилеп, но исто така наша амбиција е модерен клинички центар во Скопје. Клиничката болница во Штип почна да се гради во март 2016, а се изградија околу 40% од објектот. Но поради непочитување на роковите беше раскинат договорот со изведувачот. Како што беше посочено во извештајот на Државниот завод за ревизија, поради ова случајот е на арбитража и фирмата бара одштета од 22 милиони евра од државата. Тогашниот проект за Штипска клиничка ревизорите го процениле на 49,3 милиони евра. Колку пари сега ќе чини до изградбата на медицинскиот комплекс, ќе се знае до крајот на мај, кога ќе биде познато и кој ќе го гради. Во постоечката болница, пак која е регионален центар за Источна Македонија, годишно здравствени услуги добиваат повеќе од 150.000 пациенти, а бројката се зголемува од година во година. Како регионална болница, точната бројка ја имаме за 2023 година. За 2024 година ориентационно е некаде околу 10% поголемо од таа. Околу 150.000 пациенти има прегледано клиничка болница Штип за 2023. Има прием на над 11.000 пациенти, од кои што 11.000 околу 25% се оперирани, дали на гинекологија, дали на хирургија, дали на ортопедија, исто така на урологија, уво, нос и грло, офталмологија, значи тоа се тие хируршки гранки што вршат хируршки интервенции плюс.
Според неофицијални информации, експерти од Британија веќе направиле скенирање на теренот не само во болниците во Штип и Тетово, туку и во Кичево, каде карабината стои повеќе од 20 години. И допрва ќе се одлучува дали повторно ќе се гради од темел или ќе се доизградува. Александар Динев, Сител телевизија. Вестите завршија, следува шоуто Никогаш не е доцна. Пријатно.